свештени литургии, браќи и сестри, кратко сакам да ви се обратам, зашто не одговара долги проповеди да правиме и некои долги објаснувања, меѓутоа ќе се обидам за некои секојдневни теми што ни се да проговорам накратко. Денеска сакам да проговорам за очајанието, зашто тоа многу често го има во животот во кој што живееме. Луѓето се повеќе живеат во очајание. Отчајание, црквено-словенски, значи нешто што се добива од чекање. Кога подолго време не се исполнува нештото, се јавува очајание. Човек го очекува истото, сака да се случи, ама тоа не се случува. Состојбата на очајанието е загрижувачка во времето во кое што живееме. И човек ќе побара причината зошто е така. Зошто можеби помалку имал очајание порано отколку сега. Затоа што сега луѓето живеат повеќето во неверба, во недоверба. Прво во Бога, после тоа се проширува во недоверба кон родителите, па во недоверба кон пријателите, браќата, сестрите, и од каде да се добие надежта? Надежта за било што ја добиваме од Бога. Ние не сме автохтони извори на надеж. Надежта кај нас доаѓа од некој извор, а највистинитиот извор за надежта е Господ. Штом човек нема врска или заедница со живиот Бог, нагласувам живиот Бог, зашто нашиот Бог не е мисловна именка, туку тој е жив Бог со кого општиме. Штом прекинало таквото општиње или никогаш не се воспоставило, кај луѓето се јавува таков период на очајание кој може да допринесе да се развие депресија или погодлени самоубиствени напади кај човека, затоа што нема смисла животот на таквиот човек. Ја изгубил смислото, не знае зошто живее. Тоа од мало очајание може да се развие во голема депресија и во голема бесмисла. Затоа, браќи и сестри, потребно е секогаш, кога наслутуваме или кога духовниот отец не советува да преминеме нов чекор, особено овој период на Света 40 е погоден за сите, со нов аршин да го мерат животот. Тоа значи покаяние во Света 40. Често пати луѓето така без да размислуваат длабоко, на прочка која беше пред 2-3 дена, одат се посетуваат едни со другови и се проштеваат, и тоа е првиот чекор. Меѓутоа треба да се направи вториот чекор. А вториот чекор е да се бори против очајанието човек. А како ќе се бори? Сам нема сили човек. Може да се бори ако ја стекне помошта Божја. И таа помош Божја на сите нас ни е неопходна. Таа помош Божја нека ни дава смисла и нека не подкрепува во сите дни на нашиот живот, сега и секојаш и во вековите на веков.